Насител. Во студиото со вас, Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Европскиот суд за човекови права побара информација од владата за постапката по жалбата на екс-министерката Гордана Јанкуловска за случајот Тенк, со што официјално се отвора предмет во Страсбург. Судот се интересира за наводите дека нејзините права биле повредени, а прислушуваните разговори користени како доказ. Европскиот суд за човекови права побарал информации од владата за постапката која таму ја води екс-министерката Гордана Јанкуловска за случајот Тенк. Овој чекор значи дека Страсбур отвора постапка по жалбата на Јанкуловска дека во предметот за набавката на блиндираниот Мерцедес биле повредени нејзините права на правично судење. Првото прашање се однесува на снимките. Значи, дали може да се користат снимките како доказ прво, второ, дали Гордана имала право да ги оспорува содржината на тие снимки. Втор аспект беше брзината на судење, неможноста да се оствари правото на контрадикторност на постапката и на еднаквост на оружјата. Исто така проблем беше отсуството на независност и непристрасност на судот. Ова практично значи дека судот се сомнева дека во незаконските бомби можеби имало и снимки кои ќе потврдат дека Јанкуловска нема вина. Се интересираат колку таа била способна да се брани во ситуација кога во екот на ризична бременост морала да присуствува на повеќе рочишта во иста недела. Се отвора и прашањето колку судиката Кацарска била непристрасна во овој предмет, бидејќи таа за истото дело веќе го осудила Груевски, а при изрекувањето на таа пресуда веќе изјавила дека Јанкуловска го поттикнала вршењето на ова кривично дело. Тимот на Јанкуловска приложил и изјава од еден од поротниците кој тврди дека никогаш не присуствувал на носењето на одлуката таа да биде прогласена за виновна и дека му биле дадени само готови записници за подпис. Јанкуловска информациите ги потврди на социјалните мрежи. Рече дека чувствува мала сатисфакција за повеќе од 3 години поминати зад решетки, но и дека очекува одговорност. Може би конечно оние со 2% доверба ќе ја примат пораката дека не смеат да слугуваат на ничии интереси и агенди, затоа што граѓаните ги плаќаат да ги штитат, а не да ги кршат нивните права. Господјата која денес е на столбот на срамот, а која за своите злодела беше од страна на претходната власт дебело наградена со висока функција, е пример дека судиската тога не е панцир што штити од општествен прекор. Се надевам дека конечно ќе има одговорност за сите сторени зла, но и ако тоа не се случи, немам дилема дека никој не може да му избега на судот на историјата. Дека Страсбург го отвори предметот на Јанкуловска утрово потврди и премиерот. Конкретно овој случај, видете кој го водеше, тоа е случајот Тенк, и видете каде се наоѓа тој судија денес. И не престанува тој судија. Сега ги атакува пензионерите за линеарното зголемување на пензиите. Сака тоа право да им го земе. А од друга страна бараат двојно, тројно поголеми плати, а гледате какви пресуди политички, октруирани, носат. За жал, мораме да се срамиме и црвенееме пред Страсбург поради ваквите малкуми на судии, ќе повторам. Јанкуловска првично беше осудена на 6 години затвор за случајот Тенк, а апелација казната ја намали на 4. Зад решетки помина нешто повеќе од 3 години и 1 месец. Пресудата ја донесе Добрила Кацарска, која потоа доби унапредување во уставен судија. Обвинителката Катица Јанева одлежува затвор во отвореното крило на Идризово, откако беше осудена во случајот Рекет. Александар Спасовски, Сител телевизија. Акочанскиот суд ги одби жалбите на обвинителството и го потврди куќниот притвор за осомничените даночни инспектори, иако обвинителите бараат мерката да биде заменета со ефективен притвор. Двајцата инспектори на УЈП, меѓу кои и братот на председателката на Кривичниот суд, остануваат во куќен притвор, иако обвинителството во Кочани бараше Драган Чопаунов и Дуле Димитриев додат во ефективен притвор. Судот не го прифати барањето и ги одби жалбите на двајцата даночни инспектори, осомничени дека го алармирале сопственикот на дискотеката кога УЈП ќе прави контроли во Пулс.
Советот од тројца судии, постапувајќи по изјавените жалби од страна на јавното обвинителство против решенијата на судија на претходна постапка, со кои спрема двајца осомничени им беше определена мерка за обезбедување присуство куќен притвор, ги одбил изјавените жалби на Ојо Кочани против истите и донесените решенија на судијата на претходна постапка ги потврдил. Кои биле причините двајцата осомничени да останат во куќен притвор, од судот не објаснуваат. Не дадоа образложение ниту зошто е одредена таквата мерка, иако по нивното апсење, обвинителството за нив бараше ефективен затворски притвор. Освен обвинителството, незадоволство од одлуката на Кочанскиот суд имаат и осомничените. Паунов и Димитриев доставиле жалби за укинување на куќниот притвор, но досега судот за нив нема одлучено. Според одбраната, бидејќи Паунов бил фамилиарен и вработен во државна институција, немал намера да бега, па како што вели адвокатот, непотребно било неговиот клиент да е во притвор. За одбраната спорно е и дали се точни вибер комуникациите според кои Паунов добивал подароци од сопственикот на дискотеката. Мора да се истражат сите законски можности и детали околу начинот на кој што тие се прибавени, дали веродостојноста е точна, дали е мојот властодавец во комуникација со било кое лице од тие што се спомнуваат, и многу други прашања околу наводите дека наводно истиот побарал или му дале часовник и наочар. Комуникацијата на Паунов со газдите на Пулс, објавена од ИРЛ, покажа дека тој информирал кога управата за јавни приходи ќе ја посети дискотеката, а според разговорите за тоа добивал подароци. Комуникацијата ја потврди и обвинителството, пошто следеше акцијата за апсење на десетина инспектори на УЈП од Штип и Струмица. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Анкетна комисија за Пулс ќе има, но ќе ја формира власта. Ќе треба да работи на испитување на сите поголеми трагедии изминативе години, меѓу нив модуларната болница, несреќите на Беса Транс и Дурмоторс. Председателот на Собранието пак им ја врати на доработка иницијативата на СДСМ и на Левица, затоа што предвидувала поголем број на опозицијски членови во ова тело. Комисијата ќе изготви наоди кои ќе бидат основ за поведување на постапка за утврдување на одговорност на сите инволвирани кои придонеле кон случување, односно не придонеле кон спречување на овие трагични настани. Секоја пратеничка група има право да предложи листа од сведоци и експерти. Секој сведок или експерт покане да даде изјава пред анкетната комисија има обврска да се појави пред пратениците. Во изминатиот период можевме да видиме дека дури и оние лица за претходните трагедии кои што се офатени со судски пресуди, едноставно или не ги извршуваат затворските казни, или едноставно и оние кои што се оштетени, јавност има чувство дека едноставно вистинските виновници не се изведени пред лицето на правдата. По апсењето на српскиот пејач Аца Лукас во Кавадарци, премиерот Христијан Мицковски најави дека настапите и концертите на естрадните уметници строго ќе бидат следени. Строго и внимателно ќе се следат настапите и концертите на естрадни уметници. Премиерот Мицковски по апсењето на српскиот пејач Аца Лукас викендов во Кавадарци вели дека законите за ваков тип на настани се јасни и важат за сите. Иако Лукас преку видео на социјалните мрежи обвини дека акцијата била насочена лично кон него со наредба од врвот на македонските власти, сепак премиерот вели дека воопшто не знаел за неговото приведување. Па јас и не знаев дека тоа се случило, да бидам искрен. Ми се јавија луѓето од кабинетот да ме информираат пред неколку дена, мислам тоа беше. И предпоставувам сега дека некој таму сака да создаде естрада, која што таму е присутна, да ја пренесе овде. Мислам дека не треба многу внимание да му се посветува на ова. Јасни се законите, јасни се правилата, секој мора да ги почитува и многу строго и внимателно ќе ги следиме однесувањата на ваков тип на естрадни уметници и нивни менаџери. Опозицијата и денеска бара одговорност од министерот Тошковски. И полицијата на Тошковски и општината на Јанчев знаеле за настанот кој бил пријавен и не превзеле навреме мерки. Дозволиле настанот да започне, да се наполни до опасност, а дури потоа среденок да биде прекинат. Наместо да бега, Тошковски треба да одговори на клучните прашања. Зошто воопшто е дозволено настанот да започне со поголем број на лица? Зошто МВР дозволи настанот со часови да се одвива со преполн капацитет, па дури пополнок да го прекине? Дали МВР ништо не научи од трагедијата во Кочани, прашуваат од СДСМ.
Од МВР вчера соопштија дека во кафе барот каде настапувал српскиот пејач имало тројно повеќе гости од капацитетот. Лукас настапувал без потребната дозвола за работа, не се издавале фискални сметки и не се почитувал законот за забрана на пушење. Од кафе барот ги демантираат тврдењата на полицијата со став дека сите прописи биле запазени, а настапот бил наменет за промоција на сопствена криптовалута на Аца Лукас. Српскиот пејач пак преку видео на социјалните мрежи за неговото приведување го обвини државниот врв и порача дека ќе размисли дали ќе настапува во Македонија додека тие се на власт. Во неговото видео Лукас тврди дека на настапот присуствувале 2000 гости. Диспина Тодоровска, Сител телевизија. Дали повластената стапка од 5% ДДВ за становите кои се продаваат првпат ќе продолжи да важи и по нова година? Има ли подготвени измени? Мартин Арсов во овие вести. Марија, новите станови кои се продаваат за прв пат и по нова година ќе се даночат со повластена стапка од 5% ДДВ. Оваа мерка која се применува веќе 15 години и истекува на 31 декември оваа година, според информациите од Министерството за финансии ќе продолжи и по 1 јануари. Од Сдруженијето на градежништво ја поздравија ваквата одлука и оценуваат дека најголем бенефит ќе имаат граѓаните, бидејќи како што велат од Сдруженијето, доколку се вратеше старата стапка на ДДВ од 18%, тогаш целата разлика од 5 до 18% ќе паднеше на товар на купувачите. Од друга страна пак од следниот понеделник веќе, односно од 1 декември, младите или оние кои што купуваат прв стан ќе можат од банките да со 10% учество да подигнат стамбен кредит. Ова е за 5% помалку од досегашните 15% за сопствено учество. Еве ги деталите. Новите станови кои се продаваат за прв пат и натаму ќе се даночат со повластена стапка од 5% ДДВ. Мерката која се применува 15 години и истекува на 31 декември, ќе продолжи да важи и од 1 јануари. Од Министерството за финансии вела дека предложените измени веќе се во владина процедура. Сдруженијето на градежништво го поздрави ваквиот чекор. Сметаат дека најголем бенефит ќе имаат купувачите. Доколку оваа мерка беше во 2010 година донесена за да им помогне на градежните компании да бидат поконкурентни и да имаат производ кој повеќе ќе се пласира, тоа се стамбените единици, сега оваа мерка е неопходна за граѓаните, затоа што во моментов, доколку не се продолжеше со таа стапка од 5%, разликата од 18 до 5%, во голема мерка ценевме дека ќе ја платеа купувачите, тоеш населението. Дури имавме и договори на одредени градежни компании кои стигнаа до наше како здружение, во кои што купопродажните договори за станови укажуваа на тоа дека доколку се промени стапката на ДДВ, дека разликата купувачот ќе ја плати после нова година. Во меѓувреме од следниот понеделник младите кои сакаат да купат прв стан ќе можат да добијат кредит од банките со учество од 10%, наместо досегашните 15%. Правилото за рата плата останува исто, односно најмногу 55% од месечната плата може да оди за отплата. За оние што сакаат да купат втори или трет стан, ќе важат многу построги правила. Најмалку 25% сопствено учество. Месечната рата пак се спушта на најмногу 50% од платата. Поволностите за прв дом ќе важат само за граѓани кои немаат друг стан, не користат друг стамбен кредит и ќе живеат во купениот стан. Ќе треба да достават нотарски заверена изјава, податоци со адреса како и сметки за комуналии. Ако се открие измама, банката ќе има право да ги промени условите. Мартин Арсов, Сител телевизија. И тука е крајот на овие вести, следните се во 23. Имајте пријатна вечер.